Да ве прашам нешто. Знаете ли колку има оружје во основните училишта? Јас вчера во мојата актерска школа направив анкета, тоа се деца од 8 до 14 години. Сите 80 ми кажа дека има ножеви во нивните оделенија. Како тоа мислите да го регулирате? Куцкањето на телефон изгледа беше многу поважно за министерот за образование Шакири од тежината на овие шокантни зборови со кои актерката Весна Петрушевска предупредуваше дека ако итно не се превземат мерки, српското сценарио ќе се случи во Македонија. Во суштина, вие сте првиот човек на нештата што треба да ги придвижат работите. И тоа е голема одговорност. Не знам дали ви интересира. Додека вие чепкате по вашиот телефон, мислам на вистина. На дебата Стоп булинг, ресорниот министер наместо да каже кои конкретни мерки ќе ги превземе за безбедноста на младите во училиштата, но и надвор од нив, вината за нивното однесување ја префрли на родителите. Ташната е место кај да што треба да стојат учебниците, тетратките, но исто така другиот материјал за во ташната. Од кога детето излегува од дома, оде во училиште и се врача од дома, која е одговорноста на родителот да види што има во таа ташна? Според психолозите, државата доцни со безбедносните мерки. Професорката Фриц Хант смета дека состаноците на родителите и наставниците треба да се случуваат во континуитет и да се разговара за потребите на учениците, а не само кога ќе има немили настани. Потребно е да има национална стратегија, апсолутно, јас тоа го поддржувам и да, тоа бара време да се состави, да се направи. Ме прашувате што сега веднаш. Сега веднаш и најбрзо може да действува секој од својата позиција, од својата социјална улога или социјални улоги што ги има. Значи, родителите дома со своите деца, наставниците со учениците во училиштата. За да се спречат трагедии како таа во Србија, професорката вели дека родителите треба будно да го следат однесувањето на децата и секојдневно, барем квалитетни 15 на минути, отворено да разговараат уште од најрана возраст.